Народниот правобранител, детската амбасада, медијаши и родителите бараат одговорност од Министерството за внатрешни работи по вчерашното скандалозно приведување на 12 ученици од 5 одделение заради скршен прозорец. Од основното училиште Владо Тасевски за скршен прозорец, Народниот правобранител, детската амбасада, медијаши и родителите бараат да се поведе истрага и одговорност од Министерството за внатрешни работи. За однесувањето на полицијата не била информирана ниту директорката на училиштето. Училиштето Владо Тасевски вчера не било известено дека 12 ученици од 5-то одделение. Полицијата ги привела од улица и со комбе ги однела во полициската станица Карпош на разговор, за да утврди дали се тие одговорни за кршењето на 3 прозорци од фирмата Ладење, потврди директорката Оливера Солтирова. Таа изненадена што овој пат полицајците одлучиле така да постапуваат, особено што до неодамна во училиштата во општина Карпош се спроведуваше проект за доближување на полицијата до учениците. Морам да истакнам дека не бев информирана како директор дека има група наши ученици во полициската станица, не бев повикана од никого и едноставно така на повик на родител се јавив и отидов да видам во што е проблемот. Требало да се обратат до училиштето за да можеме да ги повикаме родителите, да дојдат во училиште. Тоа би било една поинаква ситуација и за самите деца, ова е нивна позната средина, би биле послободни. Народниот правобранител уште утрово отворил предмет и најавува дека детално ќе го истражува случајот. Апсолутно не е дозволено да се распрашува малолетник без присуство на родител, без присуство на негов застапник или без присуство на орган на старателство. Тоа значи, мислам, на центрите за социјална работа. Исто така мора да нагласам дека при постапување со децата, не само посебно Министерството за внатрешни работи и другите органи, треба, согласно нашите законски прописи, исклучително да водат грижа како им пристапуваат на нив, како ги третираат нив, затоа што тие уживаат посебни права. Остра реакција пристигнува и од првата детска амбасада Меѓаши, од каде бараат од Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска да ги санкционира полицајците кои постапиле противзаконски. Наш став е дека ова е грубо кршење правата на децата, да се приведуваат во полициска станица, како што нагласи без знаење и согласност на родителите, старател или адвокат, затоа што се малолетни децата, не се кривично одговорни, за нив одговараат родителите, старателите во присуство, се разбира, на адвокат и бранител. Исто така сметаме дека ова не е во согласност со кодексот, Законот за полиција и Законот за внатрешни работи, каде што се вели дека за ваков тип на акција за приведување треба да се информираат родителите најмалку 3 часа пред да се спроведе оваа активност. Од МВР информираа дека уште вчера секторот за внатрешна контрола започнал да спроведува истрага. Уште вчера со дел од одговорните лица во полициската станица Карпош е разговарано, а ќе бидат извршени разговори со одговорни лица во полициската станица и денеска. Така што по комплетирањето на внатрешната истрага против сите одговорни кои што постапиле спротивно на процедурите, ќе следи соодветна дисциплинска постапка и соодветни санкции. Родителите на 12 деца се организираат да истуркаат работата до крај. Велат дека некои од децата поради вчерашните трауми денеска не биле во состојба да одат во училиште.